Здраво, ова е 395-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Sentimental Value од Јоаким Триер, во кој станува збор за Густав Борг, глумен од Стелан Скарсгард во улога на славен режисер, кој има напишано сценарио инспирирано од самоубиството на неговата мајка, во кое сака да глуми неговата ќерка Нора, глумена од Ренате Рейнсве, но таа не е заинтересирана, па затоа ангажира американска актерка Рейчел Кемп, глумена од Elle Fanning, да ја заземе нејзината носечка улога. Филмот планирано е да се одвива во домот, во кој се израснати Нора и нејзината сестра, и можеме со сигурност да кажеме дека домот е засебен лик со специфични карактеристики, со оглед на тоа што на визуелен план во прологот е истакната пукнатината на која мислев до крајот на филмот, не бара беше нејзина специфика која го означуваше несраснатиот напукнат семеен живот. Децата со едни очи ја гледаат, додека пак возрастните за кои не сакале да бидат во брак, таа има сосема поразлично значење, а таткото ги бара одговорите за самоубиството на неговата мајка токму во таа куќа. Автореферентниот агент, кој може да го напоменеме, е дека снимањето на филмот е мотивирано од продажбата на куќата на режисерот, заедно со спакуваните сеќавања кои ги направиле тоа што е денес. Незапирлив е одекот на ретроградната генерацијска траума низ четирите ѕида на чуварот на спомените, кој наоѓа начин да се пренесе од едно колено на друго, за кој се отплаќа данок на посет, без разлика што не ја пишува траумата во имотен лист. Таа се измолкнува и преминува од таткото до неговото филмско дело, кое ги засегнува сите членови на семејството. Додека сме кај метатекстуалното постмодерно снимање на филм во филм, не смее да се занемари терапевската димензија која ја има уметноста, бидејќи филмот поседува моќ да ја премости тешкотијата за комуницирање на интимата која ја имаат ликовите едни со други. Тоа е своевидна деконструкција на минатото и вкалапување во нов вредносен систем во кој самиот автор на метафилмот врши екзорцизам на своите демони и во овој нов модалитет се обидува на ќерките да им го приложи неговиот неизречен иманентен свет, понекогаш пренагазен, но секогаш искрен. Во филмот сведочиме за накршени односи на релација татко и ќерки. Не смее да се занемари чинителот дека тврдоглавиот Густав е одсутен родител кој се оцелил и живеел живот неповрзан со неговите возрастни ќерки, па по отсуството од родителските должности на странствувањето доаѓа да стапи во контакт со нив, а методологијата на која комуницира одбира да биде филмот затоа што и самиот знае дека нема начин на кој може да биде поправено неговото отсуство. Малтене станува туѓинец, странец за кој условно речено сака да ги експлоатира да му глумат во неговиот филм, конкретно Нора во улогата на мајка му, но интригантното е тоа што Нора е истабиец со него, без разлика што постои дистанца меѓу нив, а сестра и Агнес се обидува да ја заштити како што Нора ја штитела додека биле мали. Кај неа пламтат чувства кои биле погребани во плитко пред да се врати тој во незиниот живот, со идејата за филмот и подгревањето на тој вител ја растргнува однатре, причинувајќи ја невидливата дисонанца. Рейчел пак само сака да не го разочара незиниот омилен режисер, иако знае дека стои на патот меѓу таткото и ќерката и Нора е таа за која е пишувана улогата. Инволвирањето на внучето е обид на Густав да искомуницира со ќерките и преку филмот да пружи љубов, што очигледно е еден од малкото начини на кои тој знае да ја манифестира. Несомнено дека филмот ќе помогне во образување на соединетото семејство, впрочем, филмот сите нас не сближува и овозможува барем 2 сати да го погледнеме светот низ туѓите очи и да размислиме за нашите семејни релации. Поделбата меѓу театарот и филмот може да се преслика меѓу засебните светови, во кои престојуваат Нора и Густав, каде неговата антипатија кон театарот, помешана со суетата, не му дозволува да се појави ниту на премиерата на представата на ќерка му, иако тоа најмногу би значило на целиот свет. Всушност, миговите во кои ќерката се појавува во неговиот филм како дете е најблиску што се доближиле до режисерот, како татко, и тоа режисер и татко на залезот на кариерата. Точно е дека Триер и во Worst Person in the World говореше за модерна
дисконектираност, меѓутоа во однос на љубовните врски меѓу младите, ама тука нурнуваме во фрагментираното семејство кое не ги употребува средствата за комуникација, затоа што низ тишината се плете молчеливата верзија зад која има прикриен револт. Има и тука една сцена во која Ренате трча заедно со камерата како во The Worst Person in the World, само што тука бега со вазна. Не му е ни првпат на Триер да разглобува идеја за семејство во куќа, ги спроведе тие илузии уште во Осло, август 31, но во овој случај таа смрт остава неизбричлива трага и на идните генерации и ќе биде овековечена во семеен албум со подвижни слики, односно на филм. Лесно ќе беше да се холивудизира овој филм и секаква суптилност да биде тргната на страна, но токму поради резигнираната актерска игра на Стелан и Ренате, тој нивен дивок, кревок танц без допир, кој имаше повремени изблици помеѓу напливите на контемплации и избројани зборови кои се арчеа, сепак задржана беше дистанцата меѓу нивните ликови и воздржаноста за неподавање рака за намалување на таа оддалеченост, а филмот токму ја има таа намена. Сеќавањата продолжуваат да бренуваат како ехот низ времето и просторот, заборавени туѓи духови на следните жители на куќата. Тој емоционален набој ќе биде пресликан кај гледачот по гледањето на филмот и ќе остане со него како човечка особина да ја искомуницира со уметничкото дело без да се изусти збор, туку да се почувствува творбата. Има и хумористична нишка која се провлекува. Тенка е, но штом ќе согледате кои DVD филмови ги подарува дедото на внукот, верувам дека ќе изнуди насмевка на вашето лице, мене барем ми даде до знаење дека или ќе му го подобри, или влоши животот, дека ќе остане индиферентно момчето, нема, само уште да имаше DVD плеер за да ги пушти филмовите. Ако за некој скандинавски филм можеме да кажеме дека е Бергмановски, тогаш тоа е Sentimental Value, најсозреалното филмско издание на Триер, иако начинот на кој Бергман ги примамува ликовите да си ги отворат раните е многу поразличен од пристапот на Триер. Контрапунктот на скандинавското семејство може да го најдете во германскиот Dying. Хани Арани е неокласична минималистка, композиторка и пианистка која става музички фластер на раните на карактерите кои многу кратко ги гледаме во кадрите, ги лечи воздишките и другарува со премолчаностите. За потребите на филмот употребена е и значителна доза на филмски саундтрак со позајмена музика која кулминира со употребата на Roxy Music, кои исто така стануваат белег на нечи живот. Соработката со кинематограферот Каспер Туксен е продолжена и на овој филм, кој го снима 35 мм филмска лента, да наликува на семеен фотоалбум од минатото и иднината со своевидна текстура. Ни овозможува да присуствуваме на интимните мигови меѓу ликовите снимајќи на рака, не се плаши да го закопа Стелан во темнината за време на ноќите, како што неговиот лик смета дека единствен начин да се измолкне од мракот и симне од солистичкиот трон на мракобесијата е токму преку филмот. Нема да му заврти грб Триер на Туксен, како што Густав го прави тоа на неговиот кинематографер, најверојатно, па дури и по цена на сочна понуда на Netflix. Монтажер на делото е Оливие Буге Коте, кој му ги монтира сите филмови на Триер, што значи запознаење со потребата од наоѓање на саканиот деликатен, конзистентен ритам, о кој мора да ја пресече сцената за да не ја прелее чашата, во што успева, па дури и ненаметливи се флешбеците кои не застрануваат, туку даваат потребна илустрација за тајновитите дупки од минатото кои се премолчани од страна на ликовите, а тие спознани фрагменти ни се важни затоа што се никулци за последиците од проблемите кои се изродиле од нив. На скандинавскиот режисер Joachim Trier ова ќе му биде третата епизода на видеологија која е наменета за негов филм. Тој беше застапен уште во првата сезона со Телма, а потоа и со The Worst Person in the World во 2021 година. По овој филм работи скрипта на Explosions in My Heart, но исто така се појавува во новата итерација на документарниот филм на Вин Вендерс, која гласи Room 999, која се базира на истиот принцип од култниот Room 666 од 1982 година, само што во оваа пригода во Кан Вендерс собира 30 режисери и режисерки и ги прашува за нивното мислење за иднината на филмот, така што Триер таму е во друштво на Кроненберг, Греј, Ремси, Дени, Сорентино,
Мунгиу, Сера, Ослунд и многу други кои биле присутни во Кан 40 години по оригиналниот филм. Sentimental Value е најсозреано дело на Триер, каде смело се скока во комплексните семејни односи без падобран, и овој, како и претходните филмови, се предводени од силни женски ликови кои можеби се растргнати од наездата на емоции со кои не умеат да се справат. Тука забележуваме кои се дополнителните фактори од непосредната близина кои можеби имале удел во нивниот зародиш. Воздржаноста не остава доволно простор за да се истакнат покрутите карактеристики на ликовите и наместо да се држат до имплозивните резолвирања, може да има и поекстремна конфронтација, до која се разбира дека нема да дојде. Сепак стереотипите се тука за да ја поддржат скандинавската ладнотија, со оглед на тоа што не се темпераментни јужнаци во прашање, туку калкулативни ликови кои мерат секој кротко искажан збор и приложена гестикулација. Подпирањето на суптилноста и секаков облик на минимализам го прави делото млитаво и непримамливо за гледање, но и во тој облик на импотентни творби се воспоставува емоционална нишка со гледачот, која дозволува поистоветување на емоционалниот набој меѓу сестрите, кои си имаат набиено комплекси од татко им. Филмот имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, каде освои Гран При на фестивалот, а потоа се прикажа Сиднеј, Карлови Вари, Локарно, Телјурајд, Торонто, Бусан, Сан Себастијан, Њујорк, Рио, BFI Љубљана, Палм Спрингс, има огромен број на номинации за награди, 8 Critics' Choice, 8 европски Оскари, 8 Златни глобуси, 8 сателити, 1 Готам и несомнено дека голем дел од нив ќе ги освои и во очекување сме на номинациите за Оскар. Зентропа, Арте, BBC влегоа како продуценти на овој обемен копродукцијски зафат. Правата ги поседува MK2 Films, Neon во САД, Mubi во Европа и Латинска Америка. Со помошта на процесот на снимање на филм во домот, кој е архивар на спомени на разделеното семејство, ликовите ќе се расчувствуваат и ќе бидат подложни да ги глумат преодредените улоги на татко и ќерки кои ги имаат во заедницата. Филмот можеби нема да ја поправи пукнатината во зидот, но ќе ги залечи низините собственици. Ако морам да го евалуирам, тогаш Sentimental Value од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 395-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!